Димитар Ковачевски. Кумот на премиерот, Горан Паунов, со силни и одлучни аплаузи дојде да го поддржи Ковачевски, кој вчера вечер, во улога на председател на социјалдемократите, одржа говор на партиската трибина во Кочанскиот ресторан за свадби и амор. Ме плени оваа присутност и тоа што можам да си ги видам партиските другари и другарки, но и граѓани кои доаѓаат да слушнат која е таа наша визија за Европска Македонија. Во 50-минутното обраќање, председателот на СДСМ Ковачевски говореше за предизвиците со кои се справува владата, донесените тешки одлуки и успешните политики од досегашното владење. Меѓу другото, Ковачевски говореше и за енергетската криза и потенцијалот на државата во производство на електрична енергија, бизнис во кој работи токму неговиот кум Паунов, кој изминатиот месец беше во фокусот на јавноста за работењето на компанијата Pixel Group, во која беа и сосопственици, но и Ел Квазар, компанија за која има и кривична пријава. Лидери сме во Европа и во регионот во енергетска трансформација и можеме да станеме енергетски зелен центар на Европа. Тоа е мојата енергетска визија. Да бидеме европски шампиони за производство на енергија од нашето македонско сонце. И нема политика без визија, без план и без голема идеја за подобар живот и за сигурна иднина. По завршувањето на трибината, поголемиот дел од гостите заминаа, но не сите. Паунов беше нераздвоен од подпредседателите на СДСМ Сања Лукаревска и Фатмир Битики, со кои се симна во кафе-барот во рамки на ресторанот. Подоцна им се приклучи и Ковачевски, кој седна на иста маса со кумот и со партијците. Покрај работењето на неговите две фирми, Pixel Group и Ел Квазар, Паунов летово регистрираше и нова компанија, Сола Раде Тетово, во тетовската индустријска зона. Во однос на потенцијалните даночни ослободувања одлучува УЈП, каде прв човек е Лукаревска, а доколку компанијата побара државна помош, на седница на влада ќе одлучуваат Битики и Ковачевски. Ковачевски претходно во неколку наврати негираше поврзаност со Pixel Group, потенцирајќи дека тој повеќе не е дел од сопстvenичката структура на компанијата и дека се повлекол од неа откако станал заменик министер за финансии. За добиената државна помош на компанијата откако Ковачевски е функционер, антикорупцијска не утврди судирни интереси, но институцијата сепак истражува дали Pixel Group имала некаква повластена позиција во добивањето на државните пари.